Од шталите одамна имаме излезено. Ние македонците, мислам сите што живееме во Македонија. Само шталата никако да излезе од нас. Шталата на нас, македонците, ни е фетиш. Као некој, например, што има фетиш, што знам јас, за големи гради кај жена, за голем стомак, некој сака има фетиш кон дебели жени, некој има фетиш кон слаби жени, некој има фетиш кон големи гради, некој има фетиш кон мали гради, некој има фетиш кон стапала, прсти, права нога, крива нога. Жените исто имаат фетиши, некои не сакаат овака плочки, радиатор, мускули, некои сакаат онака баш да има мажот стомаче, не се голем стомак, има стомаче, оти нели она овака голем камен, голема змија, како беше тоа, нема везе, некои имаат жени фетиш, гледаат мажите во рацете, во дланките, во градниот кош, што ја знам, некои сакаат мужи се палат на мужи со крив нос, некои на келави се палат, некои се палат на мужи со долги коси, мислам, има разни фетиши. А нас македонците изгледа шталата ни е фетиш. Имаме излезено од шталите, точно, дојдено во градовите, тука нешто кога ја ги живееме урбан живот, одиме на концерти, конзумираме фини ствари, кој ќе седнеме коктел ваков, коктел онаков, правиме муавет за скијачки центри, за кај ќе пордаме, кај ќе скиеме, кај ќе одиме одмор, Грција, каде бевте у Грција, ова, но во суштина шталата останала дел од нас. Ние сме го задржале тој шталски менталитет, би рекол. Затоа кај нас е нормална работа таа обседнато со шталата, таа обсесија, тој фетиш, да ми го гнетиш. Овој не, сакам да кажам тој фетиш, таа. И затоа кај нас луѓето, колку и да се урбани, бизнисмени, они имаат некоја потреба, никогаш не тоа потреба, него никогаш не забораваат на онаму од каде што дошле. Не мислам од на мајка им пичката, мислам од шталата од која што излегли и дошле во големите градови, фатиле големи бизниси, па прават фабрики по. Шо да? Затоа кај нас луѓето многу сакаат да ја укажат почит на шталата, така што дури да бара новото време на одредено место, таа штала да не постои да се изгради, што знам, деловен центар, катна гаража, некој ќе се најде паметен, со предпримачки ум, и таа штала ќе ја пренамени. Зашто да гради нешто ново, кога може да ја пренамени, да ја даде една музејска вредност почит? И обично кај нас шталите ги пренаменуваат во диско, да кажеме во магазини за отпадни материјали, во фабрика за праење, поима немам, електрични, поима немам, разни уреди, катализатори, поима немам, у разни работи, ќе ја пренамени во лабораторија за експерименти со разни гасови, ќе ја пренамени во фабрика шталата за праење на лекови може. Значи, на тој начин се чува традицијата. Шталата станува дел од урбаниот живот, од најурбаниот бизнис. Сега, штала ко штала понекогаш ќе се запали, дали била диско, дали била фабрика за опасни материи или магазин за опасни материи, била пренаменета. Кај да знам дали била пренаменета за праење на оружје или за праење на кибрити. Еден ден, знаеш, ќе изгори, може да изгори. Сега тука е само на мала опасност се крие во тоа, ако изгори, ако со неа изгорат луѓе, да кажеме, поиме. И тука малце, знаеш, незгодна станува работата, но многу е важно таа традиција да се одржи. Шталата никогаш да не излезе од нас. Секогаш да биде дел од нас. Да знаеме. Ова диско порано беше штала. Направи диско. Овој магазин за опасни материи, оваа фабрика за производство, што знам, на гасови, бутан, пропан, метан. Оваа фабрика за производство на алкохол порано беше штала. Сега ќе изгори. Ама добро, тие фабрики, тие штали се осигурани? Овие фабрики, не, штали. Фабрики, штали што биле штали, се осигурани. И онако ќе се запали
фала Богу, газдата, му се отплаќа осигурувањето и така. Сега баш живееме во сезона на потпалување на фабрики. Почна сезоната во Македонија на потпалување на фабрики. Фабрики што биле штали. А сега се фабрики. Беа фабрики. Веќе не се. Пошто изгоре. За осигурување да се земе или на било што друго. Мислам, штала по штала може да изгори. Сега ако изгори ќе остане само некој дамнешно сеќавање на таа штала, некој кој што ќе изгледи на најдамнешни сеќавања на кравите кои што живееле во неа, на добитокот кој што живеел во неа. Например, овие шталиве во Трубарево што биле за добитокот на Скопска млекара, кај што ги молзеле кравите, знаете. Додуше не ручно, не со машина ги молзеле. Да пукне тоа со машината, ки виме тоа и тоа го молзе. 20 литра, рага. Еден имаше така млекар, у млекара Скопје на времето си стаи таа машината доле на патлакот и му ја исуши кичмата тоа. Све му извлече. Нема везе ова е дамнешна приказна за еден од Скопска млекара. Како се заева, ако си го стаи тоа. Кичмата му исуши. Ете тоа, биле тие во Трубарево фабрикава за тамо, ове. Некои електростварчици, порано тоа биле штали на млекара Скопје во Трубарево, добитоков, што го молзе да ви кажа. И после тоа дошол некој паметен, излезен од штала, со шталски менталитет, кој што сака да даде почит кон своите предци, кон својата традиција, решил тие штали да ги пренамени во магазини за чување на опасни материи. Или овие од производство НУС, овие материи, отпадни можда. И ги чувал уш во шталите, по-безбедно здрави. Здрави се запали. Овие шталиве се запали, а фабрикава се запали. Се дешава од време на време, ќе изгори. Ама тоа не значи дека ние треба толку лесно да се откажеме од нашиот менталитет, од нашата шталска филозофија. Ти можеш да излезеш од штала, ама шталата не смееш да дозволи да излезе од тебе. Тоа е дефиниција за нашиот менталитет. И веќе да ви кажам, стануваме познати во светот како пироманска нација. Кај нас, човече, како да имаме, како да ви кажам, еден расадник на талентирани пиромани. Кај нас малце па некој ќе потпали нешто. И тоа не фати мајата што се вика тој автобусом кој изгоре у Бугарија цел. Која изгоре со сите патници тамо. Не знам кој беше крив за тоа горење тамо. Може хладњакот беше крив, или моторот, или овој појма немам. Не знам кој го прогласија за крив тамо. Може карбураторот беше крив. Некој беше крив за тоа. Тој пожар, ама не сум заборел. Некој дел беше појма немам. Од автобусот. Небитно. Па после беше ова, кажи го, модуларната у Тетово болница кој изгоре. Таа тамо кабелот продолжен беше крив. Говно кабелско. Стока. Психопатник кабел, психопат, човече. Се запали. Убил луѓе, изгореа живи таму. Кабелот си одговараш. Нема кај нас трте мрте. Или одговара карбураторот, или овај хладњакот, или кабелот одговара. Нема кај нас проаѓање така лесно. Виш ако се запали нешто. И така, и после, не знам што тамо лево, десно, пак си гореа некои бараки, сега што стана нешто друго низ градов. Па после нели се запали дискотекава во Кочани, исто штала. Штала се запали. Што се луѓе се запали. Јеби га. И после дискотеката у Кочани што изгоре, викаме, леле, ова тука ќе заврши, после ова више нема што да гори, оти све изгори у Македонија. Која лето фатија да горат шуми. Цело Скопје околина гореше, депонии фатија да горат, депонии. Цела држава гореше. И тоа све намерно подметнати, намерно. Расадник на пиромани смени. И после пожарите, шумите, почна фабриките да горат. Сега фабриките не горат. Не знам, Виница, се ова Трубарево, следната која можеме да типуеме.
која е следната фабрика што ќе изгори осигурање, оно, знаеш, мислам штала, извинете, штала, не фабрика. Уствари штала пренаменета у фабрика. И да треба да знаете како ќе типуеме. Многу лесно ќе се гаѓа. Само треба да се провери која штала е пренаменета у фабрика и типуваш на неа. Ова е следна за горење. Сега пошто има многу, тука е занимливото играта, знаете. Типсот погаѓањево, овој типувањево погаѓањево. Тоа е. Не знам колку сега да излеземе да знаеш кој ќе влезеш на ова ChatGPT да провериш. Кузне у Македонија кој ќе му рече драг ChatGPT или курсе тресула, кажи ми уште колку штали пренаменети во фабрики остана неизгорени во Македонија, може ќе ти извади список од 250, оди погоди која ќе биде следна. Не е така лесно. Затоа викам ај ќе типуваме и се кладиме која е следна. Она организираш све. Томбола организира. Пичку матер. Епа видете, секоја држава мора да си најде нешто по што е позната. Например, италијаните се познати по шпагетите, макароните и канцоната в Санремо, овие. Холандјаните се познати по лалињата. Германците се познати по кобасиците, по автомобилската индустрија, Мерцедес, BMW. Не знам, французите се познати по виното, сирењата му влосани сирења. Абе, мамицата у пичка да им е, му влосани сирења. Кој еден колега мој го криел, не смел да јаде, постар колега, многу познат глумец, и ради холестерол не смел да јаде сирење, го криел у кондурите. И го заборел едно такво, пошто постар кондури, кој знае колку. И жена му, што е ова што смрди, бе, што е ова цел стан, море проверувала, отварала глушец, некој да не умрел, нешто, мачка некоја влегала. Не бе, смрди. И на крај го у кондурата сирењето завиткано, джигер модро. И рекол, што е ова, бе? Што е? Вика сирење, вика, дајте го пробам. Почнал да си го ја, мислам, не ми е тоа се муабет. Него секој позната по нешто. Еве да кажем, значи, ова шпанците се познати по корида, борба со бикови, не знам шо. Шпанија исто кој ќе ви текне, исто ви се онака, баш онака. Ова е познати по Барселона Реал, што знам јас. Финците се познати по Nokia. Русите се по многу нешто познати. Така да секоја земја си има нешто по што е позната. Грците се познати по тоа бузуки, сиртаки. Американците се, да кажеме, познати по тоа што многу сакаат да си ги убиваат председателите, разни политички личности. Многу сакаат оружје, сакам да кажем, многу сакаат масовни убиства по школи, по ова, по она, значи, тоа се американците познати. Ние, еве како сме тргнале, фала Богу, ќе станеме познати по подпалување на пожари. Пироманија, и ја, ме немаше неколку дена на Фейсбук, ме приметивте. Мисли, некој капитал имам, доста ми е од глума, довде ми е, неќам да бидам само на државна цицка, сакам нешто сам да почнам да стварам, јас да плаќам даноци, на државата да им помагам. Предприемачки, викам, мораш, Сашо, имаш години, ама мораш да се, што да отворам, да не ми бат матер, да ме затворат одма тоа, нешто што кима знаеш одма, што многу брзо би станало онака, знаеш, барем милионер, ако не милиардер. И ми текна, човече, минатата недела, викам. Овако се, нема цело лето гледаш тоа и викаш, ми текна. Викам, фабрика за шкорчиња ќе отворам, за кибрити. Држ, не дај, трчање, вамо, тамо, документација, дозволи, мозволи, она. Ево, наредната недела да докомплетираме само некои празни места што стана. Да, дечки, вашиот глуп MC Сале, MC Сашо, инфлуенсерот од Facebook, иде у предприемачи, преку курвиш од Facebook, од јадење муда, паламудање, производство пари прајање, фабрика за чкорчиња. И име убаво и смислив, пироманка. Ново убаво име.
И, да ви кажам, огласот ви е уште активен, значи за најраководните места ми остана во фабриката. Мислам, окей, ова баш тие што се под мене, што ќе водат процесот на производство, што ја знам технолози, инженери, ова, не барам, значи, условите за конкурсот се, не барам, значи, да имаат факултетска диплома, барам исклучиво пиромани по вокација, за раководните места барам луѓе што се докажани во пироманијата, што имаат запалено барем 3 фабрики и 3 шуми. Овие што се главниве позиции покрај 3 фабрики и 3 шуми треба да има запалено макар 3 депонии, 2 модуларни болници, зборам кај што има жртви, и по некоја кола на свој соперник, појма неам, некој што му плюкнал на кондурата. Значи, едни сеопфатни индивидуи кои што си имаат докажано на повеќе полиња на пироманијата. Конкурсот е отворен, ви посакувам на сите среќа. Јас се надевам дека комисијата ќе ги избере најдобрите кандидати за фабриката многу брзо да досегне некој висок степен на развој, производството веднаш да дојде до плафон, да имаме извоз на чкорчиња, на кибрити, барем во едно 35 земји. Сега, Боже мој, фабрика за чкорчиња, не ви кажав, пренаменив штали во едно скопско село порано. Фабриката нормално во шталија направив, мислам, тоа се сега погони за производство на чкорчиња. И се надевам дека таа фабрика ќе изгори за едно 6 месеци, што е нормално. Тие фабрики се прават за 6 месеци, ја правам милиони. Значи, правам производство, правам извоз и таа се запали, што е нормално да се запали. Затоа што тоа е така планирана да се запали. Што главниве овие во раководни структури, све пиромани. Ја фетиш кон штали. Но, додека работи тие 6 месеци, сакам да досегне светска слава, сите да ги купуваат нашите кибрити, нашите производи. Сега тука може да прошириме производство во првиот месец, да почнеме да произведуваме молотови коктели, запаливи бомби, да правиме и напалм, тоест бел фосфор, бомби со бел фосфор, но тоа планираме после првиот месец да прошириме. И дока 6-тиот месец, додека не отида све у пичко матерно, да направам милиони и да ви кажам на сите чао, одох ја некоја плажа, хациендица, она рибчиња на скара, блење у празно, Македонија нека гори, нека си еваме. Ето. Не знам колку го тупам. Само ќе кажам дека може треба да се огледаме малце на Кина. Не во иновација, во технологија, може да се огледаме во една нивна обсесија, еден нивни фетиш. Има тоа кинезите многу заебан фетиш. Они некој го фатат како краде, проneveruje пари, како го загрозува финансискиот систем на Кина, затоа што прави некоја глупост негде со некои далавери, големи тешки милиарди. Па таму Кина, они одма, па фетиш имаат да стрелаат. Одма те вади, тука 36 души вадат пред стрелачки, дан. Може така треба кај нас. Ама си викам, ако почнат нашиве да стрелаат од овие што се обседнати со штали, што имаат менталитет на шталски коњ. Ако земе да се стрела кај нас за тие работи, поготово за пироманија, па не знам кој ќе остане. Кој ќе остане тука? Па треба че пола држава да се стрела. Многу сме обседнати. И со штали, и со палење, да му е мата. И со осигурање, до душа. Многу е убаво осигурање да земе. Ти не си сакал да ја запалиш шталата, ама тоа е штала, ки изгори, сега. Боже мој, сега, ако има штетни материјали, радиоактивни, не дај Боже, сега, труење на воздух, луѓе малце кашлаат, ќе покашлаат, ќумнат и толку,
Ама нови се раѓаат. И тие ќе почнат да кашлаат. Некој ќе му ослабне крвта. Леукемија. Ама така се чисти државата. Дека не се изчисти цела. Така, Кина ги стрела, да кажем. А не, они не им прават атентати по Америка, а ги стрела за криминал, стрелање. Нема тука. Побрзо ќе те стрела тамо за криминал, дошто да влезеш, пример, да у школа да утепаш 15 луѓе. За криминал побрзо стрелаат. За вакви, мислам, за слични работи. Имаше таму еднаш 46 души стрела некоја фабрика за петарди која изгори или која провинција заебана таму. Не знам колку жртви имаше, 250-600 мртви имаше од таа фабриката. Дива. 40 кусо предстрелачки вод. Ранга. Ај ми рекоа се на другите. Ај пак правите фабрика за петарди. Мислам, овие истиве петарди ние што ги обожаваме да ги користиме. Од тие таквите фабрики диви што се укина. Они ги прават за ние тука да си вадиме очите, подпалуваме, да плашиме народ кучиња што дае на улица. Нема везе многу да дам гомна. Шо е битно по ова сега? Штали, за фабрики, за штали ви правам, мове. Али дојдени сме до тој степен. Стрелјот. Од другачи изгледа не се разбираме. На разумен човек му се кажува еднаш и тој ќе разбере. На шталски конј. Милион пати да му кажеш. Тој само вака ќе прави, ама ништо нема да те разбере. Вака ќе а ништо не те сваѓа. Затоа се вика шталски конј. Имаш конјот некој полно крвно грло, липицанер, што кошта појвалям некој арапски пастов. Имаш конјот 30 милиони долари и го имаш вамо Дорчо. Слеп на едно око, ќор, у штала цел живот, теглел стово и сено или дрва и тие крадени дрва од нелегална сеча. Цел живот, Шталски конј не можеш да му објасниш. Само стрелјот. Ајде.